Добре дојдовте во уште една епизода од нашиот подкаст Клиника за труд. Денес, во оваа епизода, отвараме теми што се однесуваат на правата на граѓаните, еднаквоста и предизвиците со кои луѓето се соочуваат во секојдневниот живот и во општеството. Имаме чест да разговараме со Душан Томшик, председател на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Со него ќе зборуваме за тоа што представува дискриминација, како може да се препознае во различни области од општеството. Ќе разговараме за улогата на комисијата, за најчестите случаи со кои се соочуваат граѓаните, како и за тоа како секој од нас може да придонесе за општество во кое се почитуваат еднаквоста и достоинството на сите. Останете со нас за еден отворен и важен разговор. Добро дојдовте. Добро, пала на поканата. Дали може да почнеме? Може. За почеток, дали може накратко да ни се представите и да ни кажете која е вашата улога во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација? Добро, јас сум Душан Томшик, моментално сум председател на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, значи председател согласно Законот за заштита од дискриминација, ја представува Комисијата пред другите органи, нели пред органите со кои што ние соработуваме, исто така ја организира работата на самата комисија, значи ја организира работата на другите членови, гледа да се остваруваат препораките кои што ги носи комисијата, соработува со стручната служба и сите оние други останати административни работи кои што нели следат со тоа, така ја организира седницата на комисијата, предлага дневен ред, нели прави записник од претходните состаноци, така да целокупното работење на комисијата ја управува и председателот на комисијата. Председателот на комисијата ние сме со мандат од една година, значи сите членови на комисијата кои што се 7 на број, поеднаш во годината нели ротираат и ја застапуваат комисијата како председател на комисија. Каква е состојбата со дискриминацијата во 2025 година? Колку представки доби комисијата и дали има пораст или намалување во споредба со претходните години? Значи, ние сега сме во фаза на подготовка на годишниот извештај за 2025 година и бројките кажуваат дека од година на година постојано расте бројот на представки кои што се поднесуваат до самата комисија. Во текот на 2025 комисијата работеше на 559 предмети за заштита од дискриминација. Тоа се предмети кои што нели се работат во текот на целата година. Комисијата има законски рок од 60 дена да постапува по овие представки. Најголемиот број од представките се поднесени во областа на работата и работните односи, а најголемата, најзастапената основа е етничката или националната припадност. Дали мислите дека овие бројки се зголемени поради тоа што луѓето добиваат повеќе храброст да поднесат или поради тоа што навистина има многу поголеми случаеви во реалноста? Па ја мислам дека тоа се два фактора што се испреплетени. Едно е што нели комисијата работи на промоција, гледаме да имаме што повеќе медиумски настапи, имаме отворени денови низ општините каде што ги запознаваме луѓето со постоењето на комисијата и можноста да добијат соодветна заштита. Тоа е едниот фактор и другиот елемент е дека да, ние сме општество каде што дискриминацијата се случува, таа можеби да кажеме и дека расте и дека мораме да работиме повеќе на подигнување на свеста во општеството, нели за се намалат влијанијата кои што предизвикуваат дискриминација во општеството. Според податоците со кои што располагате, дали дискриминацијата почесто ги погодува мажите или жените и во која област најчесто се јавува, но мислам дека тоа веќе го одговоривте за областа. Процентот на застапеност помеѓу мажите и жените дури еднаква, можеби малку е поголема во делот на кај жените, 51% од представките се поднесени од жени, додека 49% од представките се поднесени од мажи. Жените повеќе се соочуваат со дискриминација каде што основата нели родот и полот, имајчинството и бременоста, тоа се чести случаи кај нас кои што се пријавува, додека кај делот на мажите позачестена етничката припадност, политичката припадност, значи оние работи кои што нели ги детерминираат повеќе мажите. Кои конкретни превентивни мерки ги превзема комисијата за да ги информира граѓаните и институциите за нивните права и обврски со цел спречување на дискриминација во различни сфери во општеството? Така, можам со задоволство да кажам дека од крајот на минатата и почетокот на оваа година започнавме серија на превентивни активности. Едната е во соработка со Фудбалската федерација на Македонија и со поддршка на канцеларијата на УНИЦЕФ се работи кампањата се вика еден тим за секое дете. И се работи за спречување на дискриминација, на намалување на стереотипи, предрасуди во фудбалот. Значи е наменета дека сите деца може да играат фудбал,
без разлика на полот, дали се мачки или женски, дали се деца со попреченост, дали се деца од социјално загрозени семејства, значи тука можам со задоволство да кажам дека и нашите репрезентативци, фудбалерите на македонската репрезентација снимија видео во кој што говорат за предрасудите и стереотипите, дека сите имаат шанса да станат шампионки и шампиони, дека сите може да учествуваат во спортот и без разлика дали утре ќе станат професионални спортисти. Ова видео со поддршка на македонската радиотелевизија веќе се емитува на каналите, на првиот канал на македонската радиотелевизија и имаме соодветен видео материјал кој што е добиен од УЕФА федерацијата преку нашата федерација во Македонија, преведени се на македонски и на албански овие видеа, ги доставивме до сите основни и средни училишта каде што се надеваме дека со наше подсетување училиштата на класните часови ќе ги емитуваат овие видеа. Втората кампања се спроведува заедно со канцеларијата на Народниот правобранител. Се вика 1 од 5, тоа значи намалување на сексуалното вознемирување и сексуалното наследство во рамки на образовниот систем. Тоа е со поддршка на проектот Владење на правото финансиран од Европската унија. Имаме исто така адаптирани материјали кои што се добиени од Советот на Европа, исто се преведени на македонски и на албански јазик и во моментот течат активности, обуки тоест во детските градинки, во основните и во средните училишта, каде што се едуцира стручниот кадар да препознава кога некое дете е вознемирувано сексуално или било жртва на сексуално вознемирување и во рамките на овие материјали има видеа кои што се поделени по возрасти, значи за деца до 7 години, за деца од 7 па до 13 и 13 плюс, каде што се наменети да ги едуцираат самите деца и младинци да препознаат кога некој се обидува сексуално да ги вознемирува или кога се обидува сексуално да ги искористува, така да се подигне свеста и кај младите девојки и момчиња да препознаваат и на социјалните мрежи или во наставата кога некој се обидува да им пристапи на еден таков начин. Браво, сметам дека едукацијата кај младите е многу битна поради тоа што сепак можеби некој воопшто нема ни да препознае нешто такво, сметам дека е многу голем чекор кон подобро општество. Кога зборуваме веќе за едукација, доколку некој граѓанин смета дека е жртва на дискриминација, како може да ја пријави, односно која е постапката? Значи има неколку начини за пријавување. Едната е да дојдете физички во канцеларијата на комисијата, тоа е на улица Даме Груев број 1. Позади собрание, значи тука може да си поднесете пријава во пишана форма. Второто е на веб страната на комисијата, тоа е kszd.mk, каде што имате онлайн пријава и можете електронски да ја пополните пријавата и таа стига кај нас автоматски и за да полесно исто така можат луѓето да пристапат, ние изготвивме едни QR кодови кои што ги доставивме до здравствените установи, до социјалните установи и до образовните институции, каде што тој код е залепен на соодветната установа, можете да го скенирате со мобилниот телефон и повторно ве води до електронската пријава. Така да има повеќе начини на пријавување, сметаме дека го олеснуваме пристапот на тој начин или можете едноставно да поднесете преку мејл порака до комисијата kontakt@kszd.mk да наведете што се случува, така да ќе ве контактираат од комисијата, ќе ви помогнат да пополните пријавата, така да мислам дека пријавувањето е едноставно. Добро. Колку е честа дискриминацијата на работното место и со какви случаи најчесто се соочувате кога станува збор за вработување, унапредување, услови за работа? Како што кажав и на почетокот, 52% од сите представки се во работата и во работните односи. Има различни форми на дискриминација, значи дел се од етничка природа, дел се од политичка природа, дел се поврзани со полот и со родот. Значи многу често во последно време се случува кога девојка или жена ќе пријави дека е бремена и се прекинува договорот кој што најчесто во случај кога е на определено време и ние имаме се почесто такви представки и сега сме во фаза на подготовка на општа препорака каде што сакаме да апелираме до законодавците да направат поголеми заштитни механизми во самиот закон за работни односи во вакви случаи, бидејќи со самото губење на работа и непродолжување на договор за работа, таа девојка или жена го губи правото на здравствено осигурување, понатаму што прави и уште понесакани последици. Имаме во дел на по политичка припадност основ кога лицата поради нивното политичко определување добиваат откази или се спуштаат неколку места подоле.
Имаме во работните односи исто така пристап до огласи за вработување каде што поради определена етничка припадност на лицето не му било дозволено да аплицира на огласот, така да има многу различни форми и облици на дискриминација кога се работи за работата и работните односи, и сметам дека тука е потребно да се работи повеќе со организацијата на работодавачите, нели, да го препознаваат тоа што го прават дека е дискриминација, нели, да бидат посвесни дека не треба така да се постапува. И за крај, кој совет би им го дале на работниците кои се сомневаат дека се дискриминирани, но се плашат да го пријават тоа, бидејќи сметам дека сигурно се случува секојдневно? Па ја би кажал да не се плашат, бидејќи секој треба да си ги знае своите права и да се бори за своите права, бидејќи никој не е над законот. И во комисијата секако ќе најде еден поддржувач и помагач во остварување на неговите права. Значи ние доколку се стори веројатно дека е направена дискриминација, секако ќе настапиме кон дискриминаторот, ќе го пренесеме товарот на докажување на таа страна да ни врати, нели, повратно што се случува, ќе се обидеме да му дадеме препораки, нели, да ја отстрани дискриминацијата и тоа што го прави како дискриминација. На крајот на криштата, ако не постапува по нашите препораки, си има понатаму и лицата и судска заштита, така да ги охрабрувам сите кои што се чувствуваат дека се по некоја основа дискриминирани да се обратат до комисијата и да поразговараме, да им помогнеме, нели, да си ги заштитат своите права. Ви благодарам многу, сметам дека ова беше многу едукативна епизода и епизода која што мораше да постои, поради тоа што сметам дека голем дел од луѓето кои што ќе го гледат ова или некоја се соочили или во иднина ќе се соочат, не дај Боже, но тоа е реалноста, како што и вие кажавте, секоја година расте процентот на дискриминација, посебно на работните места. Ви благодарам уште еднаш и се надеваме дека уште еднаш ќе се видиме за нештото. Да, ја ви благодарам на поканата и можноста да го искористиме овој медиум, да допреме до младите, пошто сметам дека најповеќе треба да се работи со младите, бидејќи младите се нашата иднина, и сметам дека тука треба да се промени свеста, дека нели сите луѓе се еднакви, сите живееме под исто небо, сите дишеме ист воздух на крајот на криштата, така да секој да е различен, треба да биде еднакво во остварување на своите права. Ви благодарам многу уште еднаш, а ние се гледаме во наредната епизода. Чао!